se ti predavam tebe, tatko moj, se moje, tvoje. Ti me sozdade od prazemna i duh životen, duh vo mene, po obrazu tvoj me sozdade. Živa duša nalik na tebe, se ti predavam tebe, Isuse, se ti predavam tebe, Gospode, se ti predavam tebe, tatko moj, se moje, tvoje. Ljubov ta tvoja me obleva, tvoja ta raka me pozema, vo srce to moje prebivaj, Isuse, Gospode. Ja si pripadam tebe, Isuse, ja si pripadam tebe, Gospode, ja si pripadam tebe, tatko moj, se moje, tvoje. Mir vam, tatko moj, ti blagodaram za sve. Ti blagodaram za tvoja ta ljubav, za tvoja ta milost, za tvoje trpenje. Ti blagodaram što me sozdade po Božji obraz. Ti blagodaram što go otvori moje to srce, što mi dade darna verba, da poverujem vo Isusa Hrista, moj Gospod i Spasitelj. Ti blagodaram što mi go otvori srce to za ljubav ta, što me nauči da prostuvam, da se radujem, da vrvam po Isusa, što me nauči i mi dade sila preko Isusa Hrista, tvoj od jedinoroden sin. Tvoj od jedinoroden sin. Kako se stanuo od sin čovečki, od padnata priroda, od satanska priroda, kako se stanuva sin Božji. Te molam za slovo so vlasti sila, da gi dopresite onije koji imat potreba od tvoja ta ljubav. Zašto slovo to Božjo ne se prima so čovečki dok se prima vo sila. Potrebno mi je tvoje vodstvo. Prosti mi za sekoj nepokajan gref. Stavi straža na ustata moja da go zborujem samo ona što treba da go zborujem. Zašto pozborovite ke bidete osudeni. Otvori mi go ova slovo deneska za tvoja slava. Ti blagodaram, tatko moj. Slava ti, Gospode Isuse Hriste, zašto tvoje je carstvo to i sila ta i slava ta po site vekovi i vo vekovi. Amin. Ke počine nekoj i našite uporno velat večna mu slava, večna mu slava. Te ke vleze nekoj zbor, nekoj naroden obred, kako da go kažeme, koji postojano je vodi vo neznajanje, vo gref. Može bi treba da čitame Osija 4. glava. Da vidime Isaija 14. glava, starozavetan prorok. Interesen бидејќи открива многу состојби. Те Господ се објавувал. Светото писмо е напишано од самиот Бог. Тоа е живо слово. Тоа е јазик на ангелите. Не е телесен вавилонски јазик на неразбирање, зашто вавилонството подразбира неразбирање. Вавилонците градеа кула, нели? И град за да се здобијат со име, да бидат повисоко од Господа. И Господ им ги измеша јазиците. Ги измешаа самите, тие се уште живеат во старозаветен закон, око за око, зап, зап, зап. Знаете, значи јазикот на љубовта. Ти ќе запееш, Исаија 14 глава, 4 стих. Ти ќе запееш победничка песна, слава ти, Господи Исусе Христе, ќе запеам. Татко мој небесен, се враќам пак кај тебе. Ти ќе запееш победничка песна против вавилонскиот цар.
protiv Вавилонскиот цар. Кој е тој цар? Ние имаме една песна македонците, која Македонија ја распнали и ја поделиле во Балканските војни. Проклета и триклета, да бидеш ти Европо, блуднице Вавилонска. Видите, кога си ти во вавилонскиот јазик, во јазикот на нељубовта, и градот го нарече Вавилон, блудство вавилонско, значи блудствуваш, му се спротиставуваш на Бог. Ти ќе запееш победничка песна против Вавилонскиот цар и ќе речеш како исчезна мачителот и прекина тиранијата. Интересно е што е во Божјото царство, ние сите сме од таму. Некој од нас не го знае тоа, мојот народ гине од незнаење. Таму нема ни време, ни простор, ни свест. Нема димензии, бесконечна љубов, бесконечно присуство. Живееш, пребиваш во дух, во Отецот и Неговиот Син. Таму нема престол во небесниот Ерусалим. Таму се пребива во Отецот и во јагнето, во дух. Господ го скрши жезлото на нечестните, скиптарот на владетелите. Зборува за земно-небесни состојби, кој јаросно ги поразуваше народите со бескрајните удари. Зборува за Вавилонскиот цар. Гневно владееше над племињата своји со незадржливо прогонување. Ние сме во Вавилонското царство на земјата, долина на сенка смртта. Зборуваме јазици измешани, не се разбираме едни со други. Иако зборуваме исти јазик македонски, ние гледаме дека во Македонија не се разбираме, а камоли да се разбереме со другите околу нас, кои не убиваат и не убивале, зашто и тие се вавилонци, сакаат да изградат кула до небесата. Целата земја здивна, почива, воскликнува од радост, ново небо и нова земја. Пазете, и кипарисите се радуваат за тебе, и кедрите ливански, велејќи откако заспати, за кого зборува. Ке видиме понатаму, никој не доаѓа да не сече за царот Вавилонски, за звездата Деница. Зборува за спротиставениот на Бог, за оној кој ве тера да градите вавилонски кули, да зборувате вавилонски јазик, јазик на омразата, да не се разбирате. Пеколот адски се раздвижи заради тебе, за да те пречека при твоето влегување. Кога добивате пророштво, тоа е безвремено, а се однесува и на моментот во кој сте сега, се однесува и на минато, и на идно, и на сегашно. Тоа е интересно. За да можете да го разберете, луѓето го разбират Бог во димензии, време, простор и свест. Бог е се присутна љубов. Не е чувство, тука е природа. Се раздвиж заради тебе, за да те пречека при твоето влегување. Пеколот ќе го пречека. Пекол е место каде што се изгоруваш, поминуваш низ оган. Со тебе се разбудија сите водачи на земјата. Имате земни водачи, небесни водачи, изместувајќи ги сите цареви незнабожечки кои денеска владеат и ве владеат, организации сатански, масонски, вакви и онакви, со престолите нивни. Сите тие ќе ти говорат. Тој вели колку се воздигнеш некој, ќе бидеш понизен и ти стана бесилен како нас. Без Господ немаш сила, силата е во Него, Тој дава сила, Тој е изворот. Ние сме приматели, се што е создадено прима извор од Него. И ти стана сличен на нас. Гордоста ти е симната во пеколот. Гордоста те симнува во пеколот. Градиш кула вавилонска да создадеш име за себе, идолопоклонство, а гордоста ти е симната во пеколот. Со сиот твој шум под тебе има гнилеж за постилка и црви се твојата покривка, категории и состојби што ти се случува во душата. И еве ги тие стихови 14-12 Исаија кои го објаснува падот над звездата. Пелин звезда, како падна ти од небото, Денице. Пазете, тој бил звезда, има една лажна звезда за која се чува дното на пеколот за секогаш. Како падна ти од небото, Денице, сине на зората,
се разби од земјата ти, кој ја угнетуваше народите. Ние зборуваме за падот на сатаната, зошто е создадена оваа земја, оваа долина на сенка смртта, дол, дупка, место каде можете во свесна состојба да го изберете Исус, да ви даде сила и да се вратите во Божјото царство на небесата. Како паднати од небото денице, сине на зората, се разби од земјата ти, кој ги угнетуваше народите. За сатаната зборува, за ѓаволот, татко на лагата, а во срцето свое си велеше за секој од нас кој во себе го носи тоа семе. Семе на вашиот татко има, вели Исус, вашиот татко е ѓаволот, тој е отец на лагата, затоа не ме верувате. А во срцето свое си велеше и се уште си велиш, ќе се искачам на небото додека не се покаеш. Ќе го издигнам престолот свој. Царството твое, царството е на Отецот, а тој сака престол свој. Погоре од Божјите звезди, Вавилонска кула, гради кула до звездите. И ќе седнам во гората на собирот на боговите, Маслиновата гора, Светата гора, мојата гора е Света гора. Светата гора во Македонија, каде што се препишувало и лажната Света гора. Лажната Света гора, Холивуд, каде што се произведуваат демоните и лагата. На крајот од северот, значи во студ од, како да го кажеме тоа, оттргнат од Божјата љубов, од Божјиот оган, пламен што изгорува, мојот Бог е пламен што изгорува. И пазете што вели сатаната. Кој е тој вавилонски цар кој можеби се крие во вашето срце? Ќе се искачам до висините на облаците, градам кула и град, за да се создобијам со име, а името едно име е дадено над секое име, Исус Христос. Тој е портата на спасението. Ќе се искачам до висините на облаците, ќе бидам сличен на Севишниот, македонскиот превод овој, а King James, подобар превод, не вели ќе се искачам до висините на облаците, тоа го вели, до највисоките облаци, ќе бидам сличен на Севишниот, тој вели ќе се издигнам највисоко. Отколку ќе бидам сличен на Севишниот, King James, ќе се издигнам највисоко, вавилонски цар, вавилонска кула, но ти си соборен во пеколот, во дното на адот, Сатанас, паднат ангел и со него сите други, кои се тие ќе видиме понатаму. Оние што ќе те видат, ќе се загледаат во тебе, ќе си речат за тебе, тоа ли е човекот, овде пишано. Значи, пазете, син Божји и син човечки. Тоа ли е човекот, сега е веќе човек, бидејќи е отпаднат, станува син човечки, што земјата ја разнишуваше и царства потресуваше, вселената во пустиња ја претвори. Пазете, пустина место, свето место. Пазете, пустината е свето место, не заборавајте. Зошто Исус беше во пустината, Израел беше во пустината и ти кога треба да се сретнеш со Бог, појди во пустината. Вселената во пустиња ја претвори и ги разрушуваше градовите неизини. Робовите не ги пушташе по домовите нивни. Сите цареви на народите, сите почиваат во чест, секој во својата гробница, а ти си фрлен надвор од гробот како отпадок, како облека на убиени, на погубени со меч, што ги спуштаат во камени гробници, како изгазен труп. Зборува за падот на сатаната. Исаија го зборува тоа, односно духот на нашиот Отец. Суштината да го проповедаш Светото Писмо е да застанеш во пустината на свето место, да застанеш пред Отецот, да го отвориш своето срце и тој да зборува низ тебе како што низ Исаија зборувал духот на нашиот Отец. Нема да се соединиш со нив во гробот, зашто ти ја разори земјата своја. Господ даде право на избор, сатаната
гради Вавилонска кула да се искачи највисоко. Највисоко. Не заборавајте змијата најава и вели ќе бидете како богови, односно ќе бидете богови. Иако во еден псалм 102, мислам беше се вели, вие сте богови, но синови на Севишниот, со мала буква, синови на Севишниот, но ќе умрете како луѓе. Ќе умрете како луѓе ако не се вратите во царството на љубовта. Ти го разори, ти ја разори земјата своја, своите браќа и сестри ги излажа. Го уби народот свој, падна на земјата, Сатанас. Племето на злодејците за секогаш нема да се спомене, гответе клање за синовите негови поради беззаконието на таткото нивни. Значи тие се во Вавилонска кула, тие се во Вавилонската земја, земја Вавилонија, град Вавилонски, зборуваат јазик на омразата, се убиваат меѓу себе. Блудство Вавилонско. За синовите негови поради беззаконието на таткото нивни, за да не востанат и да не завладеат со земјата и да не ја наполнат вселената со непријатели, со спротивставени на Бог, кој ќе влече старозаветниот закон, око за око, зап за зап, се што си правил, тебе ќе ти се прави, и ќе станам против нив, вели Господ Саваот, и ќе го истребам името на Вавилон. Он вика да создадеме име, да изградиме кула Вавилонска, да создадеме, се здобиеме со име. Ќе го истребам името на Вавилон. Ќе направам ежово владение и кал, зашто од кал земна, во кал земна се синовите човечки, телото е од земја, а душата е вдахната во Дух Божи и Духот Божи оди на суд кај него. И ќе направам ежово владение, ќе го изметам со истребувачка метла, вели Господ Сава. Тоа е, значи, 14 Исаија, 14 глава која збори за падот на сатаната. Ајде да видиме кои сме ние овде на земја и што правиме. Тоа е битно прашање. Христијаните мислам дека не размислуваат на тоа. Тие дури, зборувам за православни мои браќа и сестри, кои ќе почине некој не веруваат дека има живот. Па дај Боже да има. Па може би има, па не знам, може да има нешто таму, може би некој горе не гледа таму. Ако ќе почине некој велат вечна му слава. Бидејќи тие не знаат чија е вечната слава, Твое е царството и силата. Господовата молитва и славата е Негова, на Отецот Небесен, видлив во Исуса Христа, и Духот на нашиот Отец, Духот на Исус е потребен за ние да ни се отворат очите и ушите и со срцето да разбереме, да се покаеме и да не исцели. Одиме 2 Петрово 2:4. Зашто Бог кога не ги поштеди ангелите. Значи ние зборуваме за ангели. Што сгрешија? Што сгрешија ангелите? Па сатанат дел од ангелите повлекува. Тој им вели, јас сум Бог, не ни треба Бог. Седне им го вели тоа, дека ќе изградат кула Вавилонска, ќе се здобијат со име и тој ќе го издигне својот престол највисоко. Како таму во македонскиот превод вели сличен, ќе бидам сличен на него. Не, највисоко ќе го стави престол, повисоко од Бог. Зашто Бог кога не ги поштеди ангелите што сгрешија, тоа сгрешија, го избра сатаната, туку ги фрли во пеколот. Пазете, за кое време зборува? Со вери ги на мракот. Апостол Павле вели да го напуштаме ова гревовно тело, овој кафезот на телото. Значи кафез, ти си во затвор, во телото. Дали зборува тој за пекол, како што вие го замислувате, или тој зборува за падот на земјата кога си затворен во гревовно тело? Туку ги фрли во пеколот. Пеколот, Вавилонската блудница, кај што се гради град до небесата. Дали се гради уште или е сопрен? Пишува дека е сопрен во Битие 11 глава. Но јазикот вавилонски измешан. Дејствува, вавилонците дејствуваат, блудницата вавилонска, семето вавилонско кој сака да се здобие со име. Лажни звезди за кои се чува пеколот, дото на пеколот за секогаш. Со верики на мракот ги фрли ангелите и ги предаде да бидат држани до судот. До кој суд? До кој суд? Да бидат држани. До второто Христово пришествие, кога ќе се суди за сите дела,
а ти имаат слободна волја да го изберат Исус во свесна состојба и да се вратат во царството на љубовта. И да се вратат во царството на љубовта. Тоа се однесува на мене и на тебе, брате и пријателе. Затоа сме ние на земјата. Нема друга причина. Јуда 1.6 не е Јуда Искариотски, друг Јуда. Јуда, слуга на Исус Христос, брат на Јаков. До повиканите возљубени во Бог. Уште еднаш као оној поздрав: милост, мир, милоста, мирот и љубовта да ви се множат. Амин. Ангелите пак што не се покоруваа на своето начелство, пазете, непокорен, спротиставен на Бог, сатански, јаде од дрвото на познанието на доброто и злото, знае што е добро и зло. Бог вели: Адам стана како еден од нас. Надвор од рајот, сега ќе бидеш смртен. Имаш малку време да избереш, бидејќи знаеш што е добро и зло, знаеш. Да избереш живот или смрт, во зборовите мои има живот и смрт, вели Исус. Ангелите пак што не се покоруваа на своето начелство, значи знаат они што е добро. Нека биде молитвата Божја, волјата не моја, твоја, татко мој. Не како на небото каде што е таму неговата волја, така и на земјата, за да биде царството Божјо внатре во нас. Во еден псалм се вели: кој живее под закрилата на Севишниот, кој пребива под закрилата, тој кој живее под закрилата на Севишниот, тој пребива, живее во домот на Небесниот Отец. Значи, да живееш во домот на Небесниот Отец. Ангелите што не се покоруваа на своето началство, Јуда 1.6, и го напуштија живеалиштето, Небесното царство, и се фрлени на земјата, ги стави во вечни окови. Кога си ти затворен и врзан твојата душа во материјално тело, во мрак за суд на големиот ден, во мрак до судот си ти во мрак, а потоа душата, според делата на љубовта, одиме на Откровение 12, според делата на љубовта ќе действува. Колку ти љубов имаш? Ако љубов немам, ништо не сум. Ево уште едно појаснување кои сме ние и каде одиме. И настана војна, Откровение 12. Ево интересно. А жената побегна во пустина. Повторно зборува за црквата, каде што имаше приготвено место. Пазете, пустина, зборот пустина може да биде пустина, вистинска пустина во душата, пустина да нема ништо, а пустина и место каде што ти немаш ништо, се откажуваш од тоа се што го имаш и застануваш пред Бог. А жената побегна во пустина. Пазете, Исус беше во пустината, израелците во пустината и многу други луѓе одат во пустината. И ние сме сега во пустината, бидејќи пребиваме во Божјото Слово, во љубовта, каде што имаше приготвено место од Бога, да ја хранат таму 1260 дена. Што значи тоа? Молете се да ви го отвори Господ во духот, нашиот Отец. И настана војна, 7 стих, 12 глава, Откровение на Свети Јован Богослов, на небото. Настана војна на небото. Михаел, архангелот и неговите ангели, односно Божјите ангели, војуваа против змеевот, а змеевот и неговите ангели, оно што е паднат на земјата, војуваа против нив, но беа поразени и за нив веќе не се најде место на небото. И за нив веќе не се најде место на небото, сатаната е поразен и за него веќе нема место на небото. И беше исфрлен големиот змев, старата змија, наречена ѓавол и сатана, која ја мамеше и се уште ја мами целата вселена, односно сега земјата, ова целата Вавилонија, на која сме ние, беше соборена на земјата, значи сатаната, и заедно со неа и ангелите нејзини беа исфрлени. Уште еднашка. Беше исфрлен големиот змев, старата змија, наречена ѓавол и сатана, која ја мами целата вселена, беше соборена на земјата и заедно со неа
и ангелите неизини беа исфрлени. На земјата е исфрлен, затоа суштествува земјата. Таа е пекол на мракот, вериги, долина сенка смртна, Вавилонско царство, кула урната вавилонска, вавилонски јазик, кој сака да се здобие со собствено име. Татко на лагата. И чу висок глас од небото, како зборува: сега настана спасението и силата и царството на нашиот Бог, на небесата се исчистени, и власта на неговиот Христос, бидејќи е симнат клеветникот, кој клевети, кој лаже, кој осудува на браќата наши, кој го клеветеше пред нашиот Бог дење и ноќе. Значи Господ дава собствена волја, сака да создаде човек сличен на него, со собствена волја, само да не јаде од дрвото на доброто, на познанието на доброто и на злото, да решава што е добро, а што не. Не, Господе, ти јас ке ти кажам. Не бе, Господе, не е така, јас знам како е. Ако знаеш, повели и љуби. Повели и љуби во оваа блудница вавилонска во која живееш. И сега за сите нас, тие го победија, кои тие што ќе излезат отпаднатите ангелите на Сатана, демоните, што ќе излезат од тој круг, тие го победија со крвта на јагнето. Исус доаѓа, во него пребива Отецот Небесен, ја пролева својата крв и прави нов завет, зашто каде што има завет потребна е крв. Порано луѓето колеа животни, денеска некои религии колат животни, а Исус е дојден и се обрезуваат. Другите пак се обрезуваат, а го убија Исус, го распна. Распни го. Ако спасија варава вавилонскиот цар. Тие го победија со крвта на јагнето и со словото на своето сведоштво. Те сакаме, Господе Исусе Христе, во името на Господ Исус Христос, надвор од мене, Сатано. Слава ти, Господи Исусе Христе, надвор од македонскава земја во името на Исус. Значи, тие го победија со крвта на јагнето, со словото на своето сведоштво, и не се грижеа за животот свој, дури до смртта. Па смртта е победена. Која смрт? Нема смрт. Остави ги мртвите да ги погребуваат своите мртовци. Дали се молиш за мртовци или не се молиш? За кои мртовци? Нема смрт. Затоа веселете се, небеса. Смрт, каде ти е осилката? Пеколу, каде ти е победата, коринтијаните? Затоа веселете се, небеса, и вие кои живеете на нив. Пазете, тешко вам, кои живеете на земјата и морето, зашто ѓаволот слегол кај вас со голем гнев, бидејќи знае дека му останува малку време. И секој од вас има малку време на земјата. Ја знаете, ќе остарете по известно време, ќе остарите. И сето тоа што сте го имале, што сте се здобивале со кулата вавилонска, што сте граделе град, титули, име, пари, имот, ништо не вреди. Вие се ќавате дека телото старее, немате веќе сила, уморни сте. Ако не сте го спознали Исус, и тажни и разочарани. Ако го виде змевот дека е фрлен на земната, почна да ја гони жената што го беше родила машкото дете. Зборува за црквата на Исус Христос, не за деноминацијските цркви, за црквата на Исус Христос. И се дадоа на жената 2 крила како голем орел, за да одлета во пустината. Пазете, пустината, зборот, ако го сваќате буквално со земниот вавилонски јазик, ќе мислите дека тоа е нека пустина во Сахара таму. Во пустината, на своето место или на свето место, каде што ќе се храни 2 времиња и половина време. И они ќе рече, што значи сега ова со вавилонски ум? Па молете го Бог да ви отвори, може би 2500 години, значи 2 времиња и половина време далеко од лицето на змијата, додека не дојде Армакедонската битка и ги собра сите на местото, по еврејски наречено Армакедон, во истото во Откровение 16:16, па од земја вавилонска да се направи земја Армакедонска, каде што ќе дојде Исус со второто пришествие и ќе го порази паднатиот Сатан и неговите демони, кои не го избрале Исус
Ке победиме со крвта на јагнето и со словото на своето сведоштво. Исус е жив. Слава ти, Господи Исусе Христе. И се разлути змевот на жената и отиде да војува со другите од семејството нејзино, што ги пазат Божите заповеди. Значи, ние сме во војна овде, во царството Вавилонско, и што го имаат сведоштвото на Исус Христос. А сведоштвото е ова, дека Бог ни дарувал живот вечен. И тој живот е во Неговиот Син. И пазете, и ќе му се поклонат сите земни жители, 13 глава 8 Откровение, чии имиња не се запишани во книгата на животот на јагнето заклано од создавањето на светот. Значи, сите ќе му се поклонат, чии имиња не се запишани во книгата на животот, оние кои градат кули вавилонски, оние кои зборуваат вавилонски јазик, оние кои сака да се стекнат со име, оние кои не му го предале животот на Исус Христос и кои владеат, ки владее Мамон, Вавилонецот и другиот Вавилонец, таткото на лагата, паднатиот Сатанас. Кој има уво нека чуе, кој во прогонство води, во прогонство ќе биде одведен. Кој со меч убива, од меч треба да биде убиен. Тоа е старозаветен закон, Божи закон. Кога живееш без Исус, тоа ќе ти се случи за секој лош збор што ќе го изговорат луѓето. За лош збор, пазете, камоли за дело, ќе бидат судени. Тука е трпението и верата, на светиите. И одиме Матеј 22, да видиме што се случува уште еднашка, за да разбереме кои сме ние, што ни се случува, каде одиме. Исус им одговори, Матеј 22, 29 стих, и рече, пазете, зборува за вавилонците, за оние на коим се измешани јазиците, ти градеа кула до Бог, да се стекнат со име, а веќе имаме ние име, Исус Христос. Исус Христос, Јешуа Хамашија Адонај. Исус им одговори и рече, се лажете. За сатаната зборува таткото на лагата, зашто не ги познавате писмата, ниту силата Божја. Без силата Божја ти си бесилен. Нели му вели на сатаната, ја изгуби силата и стана бесилен како сите што сме паднати овде, на земјата. Паднати ангели, испуштен ангел Исус, кој дојде да ги земе гревовите на светот. Зашто при воскресението, пазете, луѓето ниту се женат, ниту се мажат, туку се како ангели, на небесата. Сатаната и неговите ангели, денеска демони се фрлени на земјата. Ако го изберете Исус при воскресението, вие пак се враќате во Божиото царство во дух. Телото го оставате во земја, кал земја, материализиран паднат дух. И уште неколку стиха. Матеј 22:36, учителе, која заповед е најголема во законот? А Исус му одговори, возлюби го Господа својот Бог, не себе си, не вавилонскиот цар, не да си создадеш своје име, возлюби го Господа својот Бог со сето свое срце, со сета своја душа и со сиот свој разум. Тоа е првата и најголема заповед. Втората е слична на неа, возлюби го својот ближен како себе си. На тие две заповеди се држи целиот закон и пророците. Затоа сме фрлени и паднати на земјата, затоа имаме сопствена волја да се вратиме назад во Божиото царство на небесата и да бидеме како ангели Божии на небесата, тоа што сме биле предходно пред да бидеме фрлени. Ете, затоа е настаната земјата, не е создадена си тераме кефу и да правиме вавилонски кули, да не се разбираме во вавилонскиот јазик, зашто ќе го избрише името вавилонско и ќе го сотре семето вавилонско. Самото себе се сотира, бидејќи кој со меч убива, со меч ќе биде убиен. Пишано е, тоа е старозаветен закон. 23 глава Матеј, и никого на земјата не викајте го свој татко. Пазете, зашто
еден е вашиот татко и мојот татко на небесата. Оној кој е на небесата, значи ние сме негови деца, синови Божји, синови на Севишниот, ангели Божји, во дух да пребиваме горе во Божјото царство. И наставници, немојте да се нарекувате, зашто еден е вашиот наставник, Исус Христос, но најголемиот меѓу вас, како што беше Исус, да ви биде слуга, зашто кој се воздигнува, ќе биде понизен. Вавилонците се воздигнаа, ќе направиме кула до Бог, ќе создадеме име и беа понизени. Сатаната се воздигна, ќе се искачам највисоко, ќе го ставам својот престол на највисоките звезди, највисоко ќе се искачи. Зашто кој ќе се воздигнува, ќе биде понизен, а кој се понизува, ќе биде воздигнат. Ете ја приказната за паднатите ангели, зошто е создадена земјата, кои сме ние овде, зошто имаме малку време во ова гревовно тело, во овој кафес, во овие зандани во кои се наоѓаме сега, за во свесна состојба да го избереме Исус и да се вратиме во Божјото царство на небесата. Другата патека е ќе поминуваме низ оган и потоа Господ знае, Исус знае, луѓето се расправаат, дали вечно проклество вака, дали така ќе биде, дали вака ќе се пече, дали ќе се пече на скара. О неразумни вавилонци, о неразумни галатјани, о неразумни армакедонци, тешко вам, ако сте како книжниците и фарисеите лицемери и го затворате Царството Небесно пред луѓето, зашто ниту вие влегувате, ниту ги пуштате да влезат оние што сакаат да влезат. А влезот е Исус Христос. Слава ти, Господи Исусе Христе, што ми го отвори ангелскиот Божјиот јазик. И вавилонци мои, малку време останува да се покаете. Мир вам до Божјо Царство Небесно. Останувам во Исусовата љубов. Останувам во ангелскиот јазик. Останувам во Божјото Царство под закрилата на Севишниот да пребивам во домот на мојот небесен Отец. Прави ти така, брате и пријателе. Амин. Се ти предавам тебе, Исусе, се предавам тебе, Господе, се ти предавам тебе, Татко мој, се моје е Твое, ти ме создаде од праземна и дух животен духна во мене, по образот Твој ме создаде, жива душа налик на Тебе, се ти предавам Тебе, Исусе, се ти предавам Тебе, Господе, се ти предавам Тебе, Татко мој, се моје е Твое, љубовта Твоја ме облега, Твојата рака ме позема, во срцето моје пребивај, Исусе, Господе, јас ти припаѓам Тебе, Исусе, јас ти припаѓам Тебе, Господе, јас ти припаѓам Тебе, Татко мој, се